Младата генерација во 80-тите беше економската криза и сите последици што таа ги носеше со себе. Генерацијата на 18 годишна возраст во 90-тите ја дочека војната на просторите на поранешна СФРЈ. И генерацијата што се роди во 80-тите години во Македонија на својата 20 годишна возраст се соочи со војни дејствија, но овој пат на своја територија. Анализата на генерациите на кои заедничко им е одредено историско искуство, кои остават трајни неизбришливи последици по личното, но и колективното паметење на генерацијата, е дел од истражувањето на магистар Славен Младеновски, објавено во научниот труд Младата генерација денес. Господине Младеновски, што всушност представува оваа анализа за генерациите во период од 30 години, односно ова истражување? Станува збор за социолошка анализа за младата генерација денес. Ова се всушност секундарни анализи направени за период од 20 на години како младата генерација живееше во поранешната Југославија и денешна Република Македонија. Основниот поим преку кој се операционализира сваќањето за младата генерација е поимот генерација. Под генерација овде не се подразбира само млади луѓе од 15 до 30 години, туку станува збор за социолошко поимање на терминот генерација во поглед на она што е заедничко за одредена група, категорија население во заедницата. Ако се земе на пример генерацијата родени во 60-тите години на минатиот век, кога наполниле 20 години, тоа значи во 80-тите години, заеднички елемент им е периодот на економската криза, сиромаштијата и висок степен на невработеност. Генерацијата млади родени во 70-тите години, тоа значи во 90-тите години наполниле 20 години, заеднички елементи им е војната или ослужувањето на војниот рок во поранешна Југославија, кога практично ги затече војната. Родените во 80-тите години во тогашна СФРЈ всушност се млади луѓе на 20 годишна возраст во Независна Република Македонија, кога всушност се соочуваат со војни дејствија на просторите на територијата на Република Македонија. Ова го кажувам бидејќи се покажува дека младата генерација за подолг период од 30 на години постојано се соочува со негативни состојби како што се појавите сиромашти и невработеност од една страна и војната како втора појава. Кога период ви беше потребен за да го направите ова истражување, односно ова анализа? Самата анализа е направена за 2 години, а во неја е офатен период подолг од 30 на години. Ако добро се сеќавате, односно постарите гледачи на телевизија, сител ќе се сетат како живееше младата генерација пред 20 на години. Постоева најразновидни општествени форми на организирано општество, каде што во тие форми младата генерација ја трошеше својата енергија. Од денешен аспект може да се погледне дека во така нареченото граѓанско организирање или граѓански здруженија ние гледаме дека се работи на некакви проекти каде што главно функционираат или фигурираат странски пари со мал број на ангажирани активисти и тоа на свој виден начин еве 10 години од Независна Република Македонија дури е одбивно за добар дел од младата генерација. Не станува тука збор да се бара нешто што го нема, туку станува збор дека општеството мора да изнеде организирани форми каде што младешката енергија, знаење и способности ќе бидат ставени во функција на нивната социализација и на тој начин всушност ќе се намали степенот на агресивност. Што всушност покажува истражувањето и што после ова ваше истражување може да се очекува во иднина, значи што ќе ни донесе периодот понатаму? Ова истражување даде одговор на одредени прашања во поглед на тоа каква била тенденцијата на развојот во поглед на младата генерација, но истовремено ја отвори дилемата што не очекува во наредните 10 години. Како предпоставка може да се каже, во доколку се зголеми степенот на наследство или продолжи овој модел, кој во суштина е погрешен модел, ние имаме недостиг од хуманизиран, од човечки модел кој што би се угледале младите генерации и доколку продолжи ова негативна состојба, ние ќе доживеме уште поголем степен на наследство. Само како илустрација, гледаме во последнава недела колкав број на наследство со огнено оружје се случи на улиците во Скопје, во други градови во Македонија. Ова го говорам од причини заради тоа што паралелно со едно друго истражување што го направив само преку новинските вестници, односно списанија дневни што објавуваат случаи од насилство како што се убиства, тепачки и слично,
се случуваат дневно во Република Македонија по 3. Тоа е она што се објавува во весниците. А колкав е билтенот што го подготвуваат Министерството за внатрешни работи или други надлежни служби, тоа само тие знаат. Ова го говорам од причини заради тоа што во добар дел овие случаи и овие насилства се всушност учесници и жртви младите луѓе. Го говорам од причини ова заради тоа што ако продолжи оваа тенденција, ние можеме за 10 години да очекуваме дека одредени квартови во градовите во Република Македонија ќе бидат непожелни за одредено население. Потоа можеме да се соочиме со состојба како во американските филмови, најразноразни мафијашки групи да се пресметуваат во различни делови на градовите, загрозувајќи невини граѓани. Ова последното што се случува, забележуваме дека всушност настрадуваат најчесто невини граѓани кои што се затекнале во погрешно време на погрешно место. Го говорам од причини за тоа што македонското општество, доколку сака да биде стабилно и пожелно место за живење за младите луѓе, кои што гледаме дека се повеќе иднината и среќата ја наоѓаат на друго место, би морало да се промени оваа тенденција. Тоа пред се би значило дека мора да се врати до вербата во институциите, мора да настанат промени токму таму да самите граѓани, како даночни обврзници, да веруваат во државата и во нејзините институции и во системот, заради тоа што доколку тоа не се случи, навистина иднината не ни е розова.